Драги Кумановци и Кумановки, поздрав здраво живо од ексклузивен ресторан Куманово Спа, позната Кумановска бања. Денеска продолжуваме со емисија за Куманово, а денеска имаме многу интересно за соговорника. Нашиот ваш гост е Драголюб Трајковски или Кумановци го вика Чебинац. Кажи ми, откој е ти надимок Чебинац? Па, јас како малечек, кад се досели смо у куќу, кад направи смо, туј селества егејци, Ане, Ѓоше и други, Давац, Јоско, они големи, по 10 години постари од мене, нема кој да игра, еден ги фали, ајде мене. И Чебинац, а у тој време беа браќа Чебинци, познати фудбалери. И за кога навијаш? За Партизана. Чебинац ке те викамо и од так до сега остана Чебинац. Градежната фирма Катинг Градба продолжува со презентација на изградените капитални објекти, овој пат на територијата на Скопскиот регион. Изминатите 2 години го изграделе зелениот кров на ГТЦ како и станбен објект во непосредна близина на универзалната сала. На Козјак во близина на Националниот парк Јасен го направија најубавиот ресторан во земјава. Годинава со нивните партнери ја започнаа изградбата на станбениот објект во центар во близина на Олимпискиот базен. Фирмата Катинг Градба е препознатлива по висок стил на градба, квалитет, сигурност и исполнување на договорените рокови. А збориш кад се доселим у која куќата е? Ова секто се на 59-ту туј направи смо куќу, секој што сам, а иначе пред тој седе смо у Карап Малу, куде сам и роден. Куде дедо Павле Тарабаджију, у Сокацу. Тој се роден? Тој сам роден, да. Карап Мала, Прочуена Мала и други мали се познати, Соколанска, Велешка, Пиротска, али Карап Мала имала своји специфики и препознатлива е била по пуно работа, ти памтиш доста детајли. Па памтиш затоа што туја бесва 2 школе, туја игралишта, која е на Крстеби Цирков, која е овамо у гимназију, тако да претежно на игралиште тој се собирасмо, сви се собирав, па и ми помоли. Како ти памтиш детство, еве, на свите е било, што кажува гости, интересно, динамично, живо, фактички целно сте биле надвор? Па да ти кажу право, едино што највише памту, тоа е на 3 годишно возраст, кад го е сестро ми конј сгазија. У Сокаче, иде, човек носи овија за продавање, зеленчуци носише, како се памти Лизе Пипер, тако да кој се уплаши од нешто и сестро ми го прегази, ја не знам, она постара од мене 3 години, она поголем, кај ја помам, трчу, фаќам онај Пипер, трзам од њума, па за очи, плачу, тоа е било стварно едино што најшто ми останало и тој етерно рану младост. 3 години, тој са... А сестра ви, она, останали? Не, лаки повреди, али важно дека уплаши смо се деца. Мислим, остана со потички повреди или по... Не. Одма притрчаство комшија, видесмо дека е бутната, нога малце такој рука бесва убиени и иначе добро си беше. Иначе да кажемо ти колку браќа и сестри имаш? Ја имам едну сестру, она е дипломиран социолог, предаваше у земјоделско дек школу, после се одаде, а беше жител на Ниш од 70 годину, тамо заврши факултет и после одека некој 3-4 години седење, отиде се у Ниш, ожени се, одаде се и тамо си, и денеска тамо е. Тамо остана? Да. Она е постара од вас или? Она е 3 години постара од мене. Кажи ми, пошто ете, покрај тој детаљ од детство, од Карап Малу, сигурно имаше и други добри сеќавања. Ви сте били цел ден, како што кажа, надвор. Играле сте топку, играле сте жмурку, све живо. Па да ти кажу, тој време, жмурке толку не, али лопови, джандари,
кои са постари, знаев како е. Джилик беше една атракција. И тој чека смо кад та празна улица, некоја поголема, туе да може да играмо. Иначе, кад не се испразни људи, туе не може да гаѓа со джилик. Така да, джилик, лопови зендари, па стојкаш измуркали помлади измурки. Татко и мајка што се работале? Татко ми работаја у Шамлицеви, он беше благајник, па после пред заминување бил прво благајник, па магационер на готови производи и у пензију си остана. Мајка ми не вработена, домаќинка, како и многу што се у тој време деца да исчува. Кажи ми, збореви малку за детство, викаш играле сте лопови, жандари, целан, Сабаје рано се искочи, за едење што ти даде мајка, тоа е и целан си надвор. Па, управо тоа што га кажуеш. Сабале кад се искочи, знае се. Кришка се намачка, дали си кери водичко до згора на прска, постенте цел дан на улицу, дали ке земеш од негде крушче, јабуче, што докачи сливке, зелени зрели, тоа не е било важно така. После ќе ме викне мајка, отиду на курње, однесу леп, чекам ga да се испече, намо, док да дојдемо с другарчиња. Полага и седете. Еден леп отиде, али па не е било спорно, пошто стварно смо биле фамилија, сви деца што смо туј мало седеле, биле смо. Дали ја куде njima, они куде нас, тако да е било стварно убаво детство. А спомна сега тој скинете партизанче, пиперче, ама и некоја црешна се земе, некоја кајсија. Па комшија имаше туе, овој, ако га памтиш, професор по историју Васил од Довезенце. Васил, ја му мислив дека му имаше. Комшија ми од куќу, али одамна се помина. Он имаше едну ранку црешчу. Брз за духови, она и чекамо кад се духови, кад отидем на гробишта и ми тага срешња убави црвени, укусни. Ма какви, дали се за црвенети, не са биле баш црвени, али било е убаво. Чека, кажи ми, татко ми е израснае куде Јоле Сарачија, тој што е карап мала, тој се они играле, ти си бија вама од другу страну. У Дедо Павлево Сокаче. Дедо Павлево Сокаче си бија. Рабаđија он беше туја. Само ја, кажувате, јас сам туја дали 2 години, ја мислу, не пуни 2 години, но туја сам се, отишле смо куде еднога мојага деду, на татка ми Чичо, карши Димчеревицу, до овие грнчари што бесва. Димчеревица фабрика? Овај, па не е фабрика, не овај до пазар што е погон што имаш. А, погон, добро. Се препари тамо Димчеревица, ја знам како знам. И туе до грнчари овие пироќанци, туј седе смо 1 годину, овамо 2 години, овамо, па и овамо 2 години. И после направи смо 59 годину куќа. Чека, сега тебе ти е куќа, да објасним лидаче, куде што е старо катело, па контра со каче тој, нагу ричево тој, куде катело телевизија што беше? Да, да. Покрај практика. Покрај тој со каче нагоре, да. Друга куќа тој е. Каде одесте у тој куќу, тега не имало около ништо, се е било празно. Туј е бесва баш Ездимир Богдански, председник што беше, он купи туја плац, а тој бесва игралиште. Туј ни беше свртувалиште на цело мало. Кад га купи он плац, ми смо биле ептен утепани. Нема куде да идемо, да играмо туја, па иде смо доле у строиште. Далеко, али што да правиме? Малку подоле тебе бија Чедо Трајановиќ покојни. Чедо беше на Ќошево, на моје да. Сокач, да. Не имало тега многу куќе, тега е било... Туј имаше племња, баш куде Чедо, кажи га, Чедо што направи, они после направи сва куќу. Туј беше племња на едну тетка Божану, имаше 4 деца, да. Едно обавезно га носеше у руке, куде ќе идеш тетка Божано, малце да га описмено. Од простија. Еве спомнага те чуени Бруч Леп од Фурњу,
Нема кој Гоцов дека не е кажае, вика, у тоа време лепо отворени бија неверојатно укусан, вика. Па да ти кажу, јас сам едва, пошто сваки други ден се месило, чекаја сам од фурни да дојде и да ми намачка кришку. А кришка, знае се, преко сред лепката си сече, со две руки да се држи кришка, иначе со едну кришку Не се издржува, да. тоа е било. Да, и мало си плюс и фамилиарни традиции, да се наручак сви заедно дома. Традиција која се негувала с години. Кога ќе дојде татко од работа, мора сви да се дома на стал, да се седне, да се руча, да се разговара, како е бие ден, што е бие и така е. Па да ти кажа управо, овој си се све е плено управо. Док татко ми не дојде. Тој сабале што ќе се еде, ќе се долускуе, али татко ми ќе дојде од работу, све е сервирано, ќе дојде на работу, ќе каже Бог нека ни е у помоќ, фала на едење и ќе седнем. И било е за мое време, јас збору, не е било па ај на овој помало, знаеш, повише ќе му дадемо или ќе му сипимо. Да. Знае се, мајка сипе на сви, могало е да се каже, знаеш, ајде вика, бирајте деца што како. Сега ќе бине свој прилику, ќе почнеме од твои најмали школски дани, убави спомени. Да. Мислам дека треба да го слику да го покажеме на наши гледачи. Прво кажи на која школа се учи? Ја учи у Крстен Сирков, а ово е од Забриште. Учителка Елка. Пошто го памти си учителка Јелка? Па како стварно многу добар педагог. Стварно многу добар. Сви не е сакала како њони деца. Јелка, чека, мужу што работеше, да не беше и он просветен радник или не? Не знам, знам седеше куде Карчи Палас, тај куќе на Ќоше. Аха. Туја седеше, убава куќе беше, сега се направи зграда, нели? Да. Али туја седеше, имаше можда и сега, ја мислу, ќерку едну, она беше аптекарка. Еве, може да ни кажеш дека кога препознаваш ти на слика? Овдека препознавам, овдека Драган Далаверски, ја, може само, ово е Иван, овдека, па многу, нешто, оддавна е тен Нова било. генерација, да. Многу оддавна е било. Али важно, со Далаверу, пошто смо се дружиле, ја и он, еве и заедно смо, и многу деца. Јас се стварно, Еве, гледам и голема група на деца сте овдека, пуно сте биле. преко 20 бесмо, ја мислам. Еве, нова фотографија исто од... Овој ми е, Ово е 62, 63, пишува прво оделение. Трајко учител, еве сам ја, еве га Далавера, ово е Иван Серафимовски, он беше куде нас, ушамбицеви инженер, па Маско, Евангелија, Ептен, тие што се ми поблиски, што сме останали у контакт. Гледам како сте били интересно облечени, скромно, сиромашки. Све, сиромашки, да знаеш дека и стварно сиромашки. Ово се сликани баш пред врата сега, кога што се улази в школа, да. Ужасна. Што може да ни каже за учител Трајка? Па Трајко е бие стварно искусен педагог, и постар беше, такој да учи ја не е, стварно родителски. Кој не знае, не знае, па со Субово, со Сарно. У тоа време сви викав дека учител бија како друг татко, а учителка како друга мајка. Затоа што основа, воспитање, знање се стекнува од најмали години. Па и да знаеш, дома колко и да воспитуваш дете, па искочи на улицу, суе овој, суе оној, а купи го оној што не треба. Али важно, кад идеш у школу, прво што ќе ни кажеш учител, слушасте ли дома, да не научи се лоши работе. Имаше мангупчиња деца, знаеш, па они дома не слушаат, па камо ли И мора да имате сви домашно. Домашно, Обовезно. ја мислам дека не е имало дете што не е пишувало домашно.
Сакам да прашам Филичко кој ја предавае? Филичко ми дајле предаваше. Чувени дале легенда, Да. Он. Еден фантастичен педагог. Па он, Штета е многу млад почина, он е иначе многу даја за развој на спорт во Куманово. тасно. Тие се наши великани, Дајле Скакла, Коце Здравковски, Да. Свето Аврам. Аврам комшија мој, исто. Да, и Свето е многу работаја исто. И Александар. Скакла, да не Не зборим. и за Атанасовского? Митјана Не, на Митета брат, овој, да. Атанасовски, Александар. Анастасовски, Анастасовски, да. да, на Джоните татко што вика Джон. Да. Ево се да покажемо другу слику. Ово е Чебинац. А ово е пред да идемо по Снашко. Ти си спреман ко... Спреман, другари, музика и да идемо по Снашко. Само да не забравимо, да не прерипимо, кој се учија средња школа. Средњу школу завршил Наце Будјони, машински техничар. После беше 74-ту, после завршување на средњу школу, беше 15 месеца у Ниш на заштиту на работа. И после на убо даде 3 испита, на 4-ти куде професора у кабинет да полагам, он вика, колега, hoćete malo srpski da pričate. Ja mu vikam, izvinite, vikam, ali imam pravo i na stranski usto mi Да. nalaga na fakultet. Dobro, vidjet ćemo se drugi put i da ti kažu pravo, Имај се жија да останеш у Ниш да живиш или не? знаеш што, од малу средину kad отидеш у универзитетски град. Ja kad беше у Ниш имало е 18.000 студента. Тоа е како половин, да речемо, Куманово, така што е било. Ja kad отидео од овдека до у средину, знаеш што, универзитетски град, на факултети, 2 факултета проваѓаше до мој, па тоа е било људи и људи. Интересен е бија Ниш од тоа време, да. Мало е И живот убав, товар е и било, да. убав. Али што вика Куманово си е Куманово. Знаеш што, не може да ме одели ни војска. Не може. Ево идемо даје со слике. Ово е куде? Ово е извидници, пошто така од Малецки, четврто, пето ли оделение, у извиднички, со извидници овдека смо, постари и помлади. Овдека, еве га Долавера, куде се смее, ово сам ја, ово е Јадранка Додевска, ово е Тркатран. Овие не ги познам. Не може да се сету, иначе. Колку е било заступено тега извидништво у Куманово? Знаеме дека организација работала многу квалитетно, многу се е ишло и на страну и овдека. Придонес на тие организации е многу голем за млади генерации од тоа време. Па да ти кажу право, беше многу убаво. Идеше се, летно време нон-стоп се идеше доле на Триаголник испод Бању, туе се логор се тураше, после еден пут съм ише на Тиентиште, Чувено Тиентиште, да. овамо на гроб на Сава Ковачевич, кој се. И да ти кажу право, тоа се стварно големи доживљаи. Упознаеш многу луѓе од, така е било од цела Југославија. Да. Так не е имало подел, сви сме седеле логорско ватру да кажу дека е било 50 метра круг, сви поседнати извидници и логорско ватру у средину, музика. И мало е интерес кој е млади генерации за извидници, мало е од тоа време. Пуно. Како кажува постари овие. Пуно имаше време, пошто так јака око памту беше Јаче, началник и жена му, не може да ми текне име, Франц Наце, Бабет, Бог да ја прости, и пуно још. Луѓе, они се биле стварно, Да не го забравимо техничку школу, кој ти бие класа? класът ми беше прво Душко, Денковски, по технологија, а после замени га, Марга га замени njega. Марга по немачки. Марга, да, по немачки што беше. Да, Марга е била добар педагог и сви су биле добри Тоа е време во сви тоа се. време, да. Знале су да си го врши работу. Идемо даје со други слике. Ово е друштво
на од студену воду се вратисмо со силна рабаджиски кова, Твои другари се ова? мои другари. Овдек е Антич, овдек сам ја, ово е Ваце Длакчо, ово е Мето Урда, ово е Антич, Мирослав, ово е покојни другар ми Цаце, Бог да го прости, уметник. Славе Крстевски. Ваце Збркови висок планинар. Да. Петковски. Тој Глигори вие Ваце друштво голе. Па голе, ама тој на слику Нема га голе. нема га голе. А иначе да, другу слику. Не сме га видеа одамна njega, голета. Па и он некако не се движи многу. Еве, исто ова слика, оро се води. Ово е на студену воду. На студену воду, жена на другара ми Танета, Бог да прости, он се помина Балкас. Тана шпедиција, Балка шпед. Тако е. Овдека Цаце, еве га другар ми. Овдека е Антич, па исто. Овдек не се видимо ја и голе Грк. Чекај, Антич, Од има ли Тромеѓе. нешто со Симе Антич ондо врско? Не, Симе Антич кошаркар што беше порано, не. Не. Нема, добро. Ова е од Тромеѓе, татко му учител беше и брат му професор у техничко ни беше. Еве, овие слики доволно зборив какво е било другарство, како се луѓе поштовале еден с другога, поштовање и се друго што е било од тој прекрасно време у наше Куманово. Еве, оваа слика тој Па исто илустрира. овој другари, да, се со так да смо сви оженени комај, така да смо сви со сопруге. Кој се овдека, видиш ги? Виду ги, овдека јас сам со жену, овдека е ово е Тане, ово е еве га голе Грк, Антич, жена на Танета Лиле и така е. Ишли сте у Кумановско бању стално, У Кумановско бања ни беше главна дестинација. непрежалено место. Веројатно ви сте биле друштво, као и сви друштво тој време у Куманово. Иде се, например, преко ден у Кумановско бању, па навечер кој некоја другара се продужи, дали вино, дали ракија, дали пиво и дешавало се до рано зору да се остане. Па и како што кажа, тоа е и било. Само и овдека ба ги седе смо, док не затвори бања, ми не се треба. После ми смо, највише смо ишле куде Мето Урду на Ацу, Метурда ушко се работеше, знам да. а, на Ацу Кебачи у Паласу, тоа беше главан скаледжија, куде njega и куде голата Грка. Тамо отиде смо за пиење, што да ти кажу, не смо биле некои пијачи. Јас со спорт некако не ми легаше пиење. А овие други се биле, Па, знаеш што? што вика Кумановци, нападачи се биле. Ептен, имасме и ептен нападачи, Да. што останавме и до крај на живот нападачи. Да, да. Седеле смо, муабети, Мубети смешка, шал, тоа не зборимо, тоа е било нормално. увек. Еве друга слика. Исто, да. Исто тамо. Ово е дали у Пелинце, тако е не. Еве го Ема Станковиќ, овај на На Синишу сестра, да. И она моја генерација, еве га, ја идала вера у овија жеднички. Да. Ма, ту е и овај Драголјуб што ти беше, Млинец, еве га, Аха, у постеру. Млинец, да. Еве туја, Тракатран, еве га, туја е. И така е. Овој куде се у бања или доле исто? Не, ја мислам дека е овој у Пелинце горе. А у Перец. И тамо се е ишло, да. Па иде смо како не. Тие се биле препознатливи места, бања, Пернице. Овој, ја, моја супруга, Лиле и мој побро, Милутин, Мице. Мице, куде работае? Мице работеше у Скопје у пекару, па овдека у Житомир малце, па после му отвори своју пекару, тако да мајстор свог заната. Да, да, да. Овој куде се слика, не знаеше прилike. Овој, од прилike, па негде у град е туја на Дзъче. На Заче, да. На Дзъче у град, али гледам го тој зграду, не може да ми текне. Кажи ми, еве, имае си добро друштво, поголемо сте биле. У кафање куде сте иште, например, Кристал ишло ли се, Куба е било, добро, Куба после, прво Кристал е вие.
Прво што иде смо овде Кубај. Малце ни подалеско, ако се направи нешто, знаеш, или некој да не е баш за луѓи, овдека иде смо и после ми иде смо у Кристал, бе смо редовни гости. Куба би на Послана година, да. тој од после. А на игранки како беќари куде сте ишле? Да ти кажу право, ја мислам дека игранка е била така број 1 у Куманово. Игранки иде смо горе прво у Соколану, па иде смо у Домјана, па едно време идеше се у кино века, У кино Напредок, Козјак. у кино Козјак. Туја иде смо, али Соколана е била незаменлива. Неприкосновена. Ово смо куде Грка у Сокачи, Куде голете? Питогури, да. Еве га татко му туја, Перо Татко Грк. му е бие воденичар, тако ли? Да, имаше воденицу доле у Воденицу, да. Добршане, а иначе беше продавач у железари. Он имаја муку с нас. Ептен муку. Не можеше да ни стера од дома и од двор. Он мал двор. Вика, па си лег. Што да прави? А ви кај го заседнете, туја нема станување. Па не смо пиле туја, али кај седнемо нема, али пустој не може да спие. Да. Еве што значи, може да кажу скромна свадба. У тоа време армоника и коло се води. Не, тоа е било куде мене, куде мене да идемо по снаш. По Снашко, тоа. А иначе музика си е била музика. Збору за овој дел е. За овој дел, да. Да. Имаше, овој е, ја мислам, Ѓоко, овој армоникаш и син му со Тупан. Туја, Да. толку е било. Мислим дека води школа. Ја воду коло другари по мене. Кои се тие други на слика? Овдека, еве ga Цаце, Грке туј не се види, ова е Мето Урда и овој Вате Длъкчо. Так бесмо едно друштво. Калдрма. Па тој едино со качи у Куманово што беше не асфалтирано. Ово е што седиш и горе, да. Да, од практикото и нагоре. Спомнаа армоникашеве, овога човека ја нега знам, Ѓоко. Да. Куманово е било познато по чувенога кара армоникаша. Он е, да го спомнимо легенда, вие. Па е, мислу, стварно и еден ром беше, не може да ми тек, овој, секи ќе кажу, седеше на Карпош Стојко. Не е бија ром, него имаше и друг ром. А овој Стојко е бија меѓу, ја мислу, и попознат од Карпош. Попознати, да. Ето. Ово е на матуру, у Кристал, ЗИС, ја, Цаце, професорка, кажи го, по немачки моја класна, Добро. забрави го, Марге, Марга. Мусу, Голе Грк, Тане Бог да га прости, и јадан како Оле, да, Олгица, на крај. Чепинаста традиција е било, у тоа време, свака си има своје друштво. Тоа е било некоја правило и тоа друштво нема шанса да не се види еден пут, два пut неделно, да направи седенку, да си на муабет, да си размени што е било, кое е било. Тоа е било константно у свите друштва Куманово. Па да ти кажу право, друштво, како друштво, собирале смо се, ја мислу, нема ден да не смо се видувале. Дали свике смо накупили, 3-4, важно видувале смо се. А друго, и у Чаршију се е знало кое друштво и куде стои. Тако е, да. Не е било, например, овам ке стои, онам ке стои. Нема. Туи стоимо ми до ступ на улаз на Стоковну куќу и туја ни е, знае се, свирку имаше свирка што се свири и си знае кој куде да дојде. Да не го забравимо овој слико. Овај слика ми е кад сам кум на покојнога Сашата Димитровскога боксера. Туј смо ја, жена и некои дечиња туе што сакале да се слика. Тоа е
кумство мое. Еве да го спомнем и Сашо Димитриевски, спомнем, еден Бог да извреден го прости. боксер на Куманово, Да. кој има свој удел во успешни резултати и на наш клуб. И да. Да. Сега, сакам да те прашам, доста млад се запослуваш. Па да ти кажу право, ја запосли се на 10. јануар 78 година. На 20... На години. 23 и пол, ја мислам. така е, да. Пошто ожени се 77 годину и мора нешто да се живи. И ајде, куде? Случајна на околност Шамлицеви. утицај татко ми према со директора, Жејко, да го спомним Да, njega, Željko Бог да прости, Regić. и он е меѓу Многу успешни еден пат директори. успешни у град Куманово, па и у општина на кој. И одма ме викасва на работу, тако да Треба да дочетав се. покажемо некои слики. Ово е веројатно од Шамлицеви. Да, од Шамлицеви, туја ми е мајстор Цане и мајстор Жике, звани Лисица. Тоа мајстор што ти каже, вика мора да извршиш. Команда е извршна. Овдека смо сви тројца мајстори. Овдека нема не мајстор, овдека сви смо биле мајстори. Кој на кое радно место, еден е бија, например, сменовоѓа, што е бија, он што Како каже. се викало, бригадир ли се викало? Бригадир. Бригадир, да. Да, тоа време бригадир. Овие мајстори исто су ти многу помогнале да Јас само стекнеш до овога искуство на- Цанета учија да вару. Гледам како вари он, човек знаеше автогено, а ја знам електрично или автогено, не знам. Учи се, ајде с мене и такој да ме научија и даја ми е плюс за над. Тега се е варило с електроду и CO2. Да. CO2 е било малку потешко да кажу. Ово електрода е као за очи не толку опасно било. Па да ти кажу право, со електродо е многу по-лошо за варење за очи, него ли електрично. Ово е автоген. CO2, аха. Да, со CO2. Али за свакова мајстора не е спорно дали е CO2 или... Кој се добар мајстор? Да. Имало Куманово врхунски вариоци и така. од Иску, и од Шамлицеви. Да. Ептенете. Еве ја што знам него да го спомнам, исто е викав дека еден од најбољи вариоци Аџич работае у Иску. Он отиде негде у Хрватско или у Слове, куде беше, да, и помина се, ја мислам. Помина се, да, тако е. Он е бие меѓу најголеми. Друго, имаше и куде нас што се земале на сојузно ниво награде, овој вариоци. И од Искур знам дечка, Жики еден, стварно и он е феноменален мајстор, така да сви се биле мајстори се со биле. земјата. Еве овдека малку осмес у погон у фабрику. Па, знаеш што, на 60 степена, hoćeš, nećeš, не останува ништо. Стварно тој време, кога ќе го вратим уназад, Шамлица имало многу работа, имало е пласман на странски пазари, квалитетна радна снага и се е многу работало. Па ја кад се запосли, имаше негде 2350 радник. Работало се, кад се направи нова фабрика, била е меѓу најсавремени у Европа. Пуштање, посеб производња, била е немогуќе огромна. Стварно е, да замислиш да еден нектар плат да напуниш ти за 2 дана, да го напуниш со готов производ, тоа е било работа. Али работало се 2-3 смене. Кој се века на слеку Истрис? Исто тројци и овдека екипа. овој ми е бие бригадир добре. И он е туја вате. Од овие имали, сви се живи. Сви се живи. Фала на Господа. Да. Овој покажува, овој не е таа илустрација, а кога се земе плата од било која фабрику, дали е Искра, дали е Шамлицеви, дали е Лимарско, или Црногорец, или Палас, се денка, кебапчиња, плескавице и тоа е би еден ритуал, да кажем. Слушај, сви се имале своји посебни ритуали. Ја, да ти кажу право, док не беше едну годину, мислам, како едну годину, не сум ни бие едну годину, кад се ожени. Деца ми дојдешло за едну годину, две ќерке доби, тако да не сам имаја, амо ни со другари да се виду, а камо ли да иду по капане.
стварно, тој сам ga так видеа дека многу ми недостасува, али деца сам и фамилија ми е била поважна. Да. Ево, дека Тој ова е една од илјаднице веселбе у Куманово, прославе, свируке горе. Тој се исто каде Сашата на свадбу, татко ми, мајка ми, татко ми починати, татко ми се помина пред 6 месеца, али мајка ми помлада отиде. Татко ми баја ги преживе. Идемо дај. Овој смо друштво у Силекс за Нову годину. Да. Да. На другара жена, на мојага побратима жена Слаѓа, ја и овие комшије до нас ја стал Христо Весело. Чекало се Нова година, не само домашна атмосфера, знало се со отиди до Врање, до Предејане, у Охрид, Ухан. и све друштво се ишло, само сте бирале место каде да чекате. Па ми, кад се оженисмо, кад биднасмо веќе, како се вика, со сверу, и ниедно ми се чини Нову годину не смо. Не Катланово, не Силекс, не Велес, Македонија, тако да нон-стоп смо биле за Нову годину дочици. Овој 30 чевинас. Ово е, јас сам, туја... Еве, една убава драга слика. Па, да ти кажам право, и најдрага ми е, пошто сега веќе виду дека имам црну косу и тој ми е Снашко кад го откуде Снашко кад појдесмо према хотел да идемо. Тоа не имало такси, пешки до Од Снашко, Бајрам Шабани до горе. Кристал. Баре Шабани Да, туја е на Техничка средина. школа, На техничка школа, туја и е од туи до доле пешки. музика, преко улицу, а так 1 јули може да замислиш, повлечу и сега. Да. Знаев дека убав моментот е. Овој, веровали или не, сви овие 4 ми стари и 3 деца, у едно пичо за дојра. Сви у едно пичо. Кад не заустави милицаец, кад погледна колко смо, вика, Не ве казнуи. не казни, па сви деца малечки плачат, милицајца виделе. Убави успомени, стварно. Овој ми е од 10 години матура. Кој се овдека? Овдека е овој починат, Бог да ја прости, Јадранка Додевска, ова е исто Јадранка, а ова е Љубица. Мајка учителка беше, али Георгиевска, да, Љубица Георгиевска, колешка, Да, ете. драга, Традиција се наставја. да. Се требаш малку 50 години. Па ја мислу до година. Да. Не. Ке се соби... Не. Да. До години. Ке се собирате па, веројатно. Па колко не има. Еве у техничка школа, па. Да, тоа е моја генерација, мислу тие, кажи што смо од клас. Може да кажеш некој како се. Може да кажу. Ово е Јупсо, ово е Чеде Трајковски, ово е Ваце Длакчо, ово е Лиле Дивка, ово е Оливера, ово е Тане, Бог да га прости, Антич, Наум. Исто големо друштво од класи. Па Бога ми, пуно бесмо ово. Али ово е после, не знам кој исто на 10 годишници изјава тој час. Ево, техничко ги спомнимо, професора Ранко е бија, Микиш покојни, Микич, Душко, Душко. Тошо по математика од Тошо, гимназија и он и предаваше, Марге, после по социологија овдека седеше муж у банкар. Физичко кој е Свето Аврамле предаваја таму, не? Не, Димовски, кажи га. Ангел Димовски, чувен исто добар Ангел, спортски како радник. не, Ангел. Еве па да го покажеме овој слику од твоје друштво клас. Тој не е клас, да. Комплет. Комплет клас, овој само на кој годишницу, не знам. Овие слики су исто. Тој се од прославе на овој. Овој. Овој исто у побромој со жену, со побратимку на исто у Силекс, за Нову годину. Да не забравимо да кажеме дека таги имало и ловачки вечери и прослави у Кристал. Да, имаше и ловачки вечери, имаше и извинички вечери. Извинички, Имаше и тој.
Па имаше и спортски вечери, ја мислам, дека... Да. Овој смо пред Силекс. Да, иста екипа. 4 пара, овој кажи, жене у едну собу, мужи у едну собу. Сега доаѓамо До што фамилија. вика фамилиарни слике. Фамилија е ступ. Тебе што овие слики многу драги. Еве ќе почнеме ми поред. Ево да го слика почне. Овој се ми 2 ќерке и 2 зета. Овој ми е помал зет Коле, овој ми е Љупка, помала ќерка, овој ми е зет Далибар и овој ми е ќерка Христина. Идемо далje. Овој ми е постара ќерка Христина, унука прва и зет Далибар. После ќе те прашамо, ќе правиме обед за спорт. Некој од унуке или унуци, не знам, има ли афинитет да те наследи у спорт? Па Ти си бијар коментар, добар. Треća унука, она има, ја мислам да нема да претерам, има 35-6 европски првак, државни првак у Black Dance, модерн танц. Танц, браво. Да, Black Dance. У Fusion. Еве. Еве го. Она е прва. Овој ми е веридба на ќерку помалу, ќерка ми, зет ми, постар, овој ми е нов зет, мислам так кад би нај. Добре. Еве га зет. Овој си ми, да, зет и ќерка. Далибор и Христина, да. Она работи у Елиду е шефица. Да, да, у Елиду е. Долго време. Еве га друг зет. Друг зет и овој е на свадбу, од свадбу младенци. Сега дедо да не се наљути во унуке, мора им да ги Нема покажеме што на да се слику. наљутив. Мора да ги и нима презентирамо. Овој ми е најмала унука Милица. Она сак пред месец дана зема прво место исто Black Dance, овај модерен танц у Fusion. На првенство на Македонија е било. И она зема златно медаљу, па вика дедо да се сликамо заедно со медаља, вика. Да, многу убаво деца кад спортуе, кад се физички активни. Да ти кажу право овие компјутери, јас сум многу голем непријател и увек у сваку ситуацiju и дома кад збору с мои и у сваку прилику викам деца треба повише да су надвор, компјутер сат, два и доста му е. Овој се ми од помалу ќерку унука и унук Марко, едино мушко од унуци, што е? Нека е живо и здраво. Си да се живи здрави, па и нашите, како викам. Овој зет, руке горе. Овој, да, Пева. Абе, знаеш што, ептена атмосфера е за појање. Да. Па слушај, зар не е имало моменти, имало е пуно убави Без моменти. музику нема смисла живот. Па сак и пинувачка и све. Овие ги... Еве га дело тура и веќе ги прикажемо. Ово е на кум, на кумашина на Сашето покојнога најмал син, среден син, куму Светамину. Настојача традиција се наставја, да. Па, кумство, ја мислам, не може да го откажеш. Не може. Овој ми е најстара унука Сара, она е другу годину на факултету у Штип, Што студира? она медицина студира, така да саке другу годину и до сак убаво иде. Ова е помала унука, она е шампион и овој на Македонија и на овој у модерен танц и на Балкан шампион, така да едино е она. Треба с ним да направиме емисију. Она има успешни резултати. Еве една групна фамилиарна слика. Тоа е со зетовци, со свата мојега и сваќу на помалога зета, на прославу на сваќа кад зема пензију, године на час. Добро, сега фамилиарни работи ги прикажамо. Сега се тржимо малку Чебинец, како викаш ти, моја друга куќа Соколана. Соколана е друга куќа на многу кумановци. Кад си први пат отиши Соколану и си фатија рукометно топку и суленај од тој спорт. Ово кој? Ја прво што почна
да спортуи, тој беше у основна школа у Крстиме Стирков. Тука имаше, нели, школски игралишта и игре меѓу школе, основне школе. Тако да још тек ме дајле биде овој дете малецко, динамитно. И од тега, како почна 7 оделение беше, вратисваме од амбуланту школску, Галевски беше туја, даваше овој лекарски уверења. Ја малечак, слаб, вика, малци ќе се поправиш, нека пројде лето, па ќе дојдеш так на овој. И так ми дадесва, и так отиде у Овче поле, имаше клуб. Свети Николе? Не, Куманово, тако се викаше. Куманово Овче поле беше рукомет, тако се викаше. Овој Белани беше еден заставник од негде маѓар, не маѓар, него или маѓар, не знам, важно они беше тренер, војно лице. Тако так јаче адвокат, Радко, Бог да го прости, Шатка, он знам, Памту. Шерко биле тој? Тега не, ја мислам. Други кои се биле? Па од овие што смо останале да продолжиле да играмо рукомет, ја мислам, Риба беше. Ваце Риба. Ваце. И кој беше још? Не може. Тие продолжи смо и после да овие други се откажасаа. После тој од Овче поле, колко дали сезону и пол како беше. После тој отиде смо у Куманово. И тек се формира Куманово? Тек се формира Куманово и тек пројде смо. Постари бесо тек, ја мислам, Челони беше. Чел? Не, Чело Богдановиќ. Чело Трајановиќ, извини. Трајановиќ. Тек бесо Черчил, Љубе Мастика, ово кој? Љубе Мастика, Черчил, Чаво, Стојковски, Кацарски, војно лице, ја на друго крило и Раде Шерко, Бог да прости, он беше Пикер. Да. После доаѓа Леко, Аце Ефремовски. После дојде сва Аце, Леко игра малко и дојде овој Киро Ќор, легенда. Да. Он дојде од Рамановце, да се приклучи на овој. И ја мислам дека и Мишо игра малко време. Мишо Драговски, да. Благалисто беше у Кожаро. Да, Мишо. Ја мислам и Мишо игра малце. Тоа е била квалитетна екипа, хомогена. Били сте како една фамилија, подржувале сте се у сваку ситуацiju, не само на терен, него и ван терен. Па да ти кажу право, так беше спојна младост и на искуство. Чеде, Љубе Мастика, овој Кацарски, што беше, и еден имаше Пецо од Прилеп дојде, и они постари, а ми, ја, Раде, Шерко, и Црнито, и он се уклучи, Драги, да, после Маце, тако да, овие постари, ми помлади. Било е, зашто тој направи, да, али оној не злонамерно, него чисто да те опомене како треба да се... Значи, тега ви бие тренер Чело Трајановиќ да вас? Па, Чедени беше, да. Чедени беше. Имаше и, извини, и овај Душко, он отиде у Холандију, и Јоце исто. Јоце што беше шофер у Искру, Јоце Црни? Не. Не, овој друг некој? Не, овој од Чамнице, млад дечко. Они се приклучи со така. Да не га забравимо Звонка Јосевскog од екипа. Да, Звонка, кој ќе ја забраво, тама работа да ја забраво Звонка. Звонко? И Звонко, да. Добро, постара генерацијата га бие Васе Милановски, на крило Васе, ама он е многу постар. Мој идол е бија Васе бие легенда. Мој идол е бија Вас. Неверојатен играч, он тоа што кажувал во емисију, од толку тешки позиции даваја голови, толку имаја спретност да се снајде во сваку ситуацiju.
Ovako je. Едини е Вася од Мрта Ваго, Липаја у 7 метра и едава е гол. Едино Вася. И дол ми е бија, ја кад почна и крилево почна да играм, прво играше лево, ово е десно крило, па после појде на лево крило, нормално. Деснак на лево, левак на лево, а ја прво десно играше. Тренирај со Соколану скоро сваки ден или по потребу. Тренинзи су ви биле, како да кажу, полуинтензивни, али имале сте едну голему желја да направите што бољи резултати за клуб. Па тој време не сме имале некој напор. Млади, знаеш, жени за спорт, за докажување, едноставно за докажување. Па знаеш што е било, ти искочиш у царци у девојке прво, викала и тега, ово е, знаеш, и затоа викам, биле смо нон-стоп, имале смо 3 пат неделјно, што е, дали е лето, зима, тој смо имале нон-стоп. Имало е услови, туширале смо, имале смо купател, туширале смо се, искачале смо, да, мокри у царци, али младост. Да, и не сте се штедили на терен, тега е било земја, кад заврне, тешко за играње, топка тешка, меѓутим, имале сте голем елан. Знаеш што, так се играше на асфалт. Свако падање ти е одерување, тоа е И чудо. боли ноге, да. Па како не, бе, тој се са ми руки белези од падање што е, и тој не се е штедил. Какво штедење? Спомнага Киру учора, кад слушамо денеска за njega му обети, вика Киро е, вика, бија еден невероватен играч, у тој смисал, у сваку ситуација има решење. Знаеш што, он беше висок, знаеш, исак да га видиш, так идеше малко под грбајамо, висок, а леворук. Абе, како рипне од тем пут, бам, тој стварно е, даваја невер, исто како и Чедо Трајановиќ. Исто и он, и Чедо е бија, исти стил, овој деснак, овој левак, исти стил ги е било на њива. Али за мене Чедо Трајановиќ бија стварно едино он отиде на страну да игра за Трешњевко. Да не го забравимо и Чедо Черчила исто. Черчил е доајен. Оно стана најбера на Куманово преко 30 години, бори се човек. Али, да ги спомнимо и сви тренери кои се работале у тоа време. Многу се работале у мушки рукомет у Куманово, а и у женски. У женски беше овој Славе. Славко Симоновиќ Учо. Симоновиќ Учо, он беше ја како ја памту, и овој беше Сане. Тренер Саневски, да. Саневски. После, кој беше тренер? Сане, овој. После се мења со Живко беше, ја мислам. Живко Спасич. Спасич. Да. Он беше, после тоа време ја напушти, мислу, знаеш што, ако не е, например, по кеп на играч, не да доведеш и светскога тренера, како и како те неќе, сјаво. Кажи ми, зашто напушти рукомет, да кажу, релативно млад? Не ли размислува, викаш, дај да продолжуваш малку, или нешто се преломи у тебе? Па овој, ја релативно млад се ожени. 77 година, значи 22,5 години ја се ожени. 73 годину, ова е 78 годину добивам едну ќерку. 78 годину наредна на роѓена, пошто исти ден са, добивам другу ќерку. Не су близначки? Не са близначки, у едну годину са. А, не те разбрави. Не са близначки. Не те разбрави. И, кажи, работа, деца малешки. Жена, сама. Тако да било е стварно тешко за мене. Едино после мутико ми иде да иду по риве, да спортую бар чисто. Али си па отиша од време на време горе до Соколану, не може да забрави што е, да види што е, како е. Сваку утакмицу, било што, и преко ден, деца у количке ја одеду Соколану. Другде, би се чини, ја не сам знае, ја доле парк не сам го знае.
Да, тебе ти тој пат било близко. Па близко и Да. деца малечки, тој си ги доведу и така е. Така е било, чисто деца са ми присудили. Евај кажи ни малку и за Корзо. За Корзо Куманово се знае, друштво тамо стои, гледа се девојка од другу страну, па некој другар се срамуе да му приде, па другар ургира, бика го девојку. Многу доходовштини. Знаеш какво? Ја мислам дека најголема атракција у Куманово е било Корзо, пошто е било од посту до, кажи га, до Запир, што е до... До комитет. До комитет. Од комитет па надоле према посту и тој 2 реда, а у свак ред по 3-4 иде. И видиш, некој што не се видеа. Па девојки, нормално, знаеш, па, ама не пред нас да оди девојка, него еден ред ми поза нима. Па тако да може да се крие оној што префрди нешто или... Да, кои се се симпатни стекнувале прави. Хвала Богу, да. Кад повлечеш црту, да си задоволен од оно што си го оствари у живот све до све, имаш прекрасно семејство, најголемо богатство, унуци, унуке и Чебинац може да каже, добро е. Да кажу, до сега стварно сам задоволен од све што сам постигнае. И прво гостам што имам такви деца, па унуци, и зетовци нормално, да не се зетовци ни унуци. И да ти кажу право дека задоволен сам, пошто и овој од спорт сам бија презадоволен. Играе само оној што сам, срце што ми е сакало, што сам угаја да одговору, мада ситам по конструкцiju. Колку ти помогнае тебе спорт, тебе да се градиш у здраво личност, тоа е многу битно да ни кажеш. Сега ти кажу, ја мислам дека спорт е едно најосновно и најпотребно за свакога човек. Дали ќе спортуе, дали ќе тера точак, рекреативно, ќе пешачили, али спорт е неминован за свакога здравога човека. Пошто, како викам, у здраво тело, здрав дух. Јас сам, фала на Богу, не сам, чисто од спорт сам почувствуваја едну благодет, бија сам жив, здрав, така да задни 2 години мора, пошто имаше успомене од спорт, од рукомет, 2 кука ги оперишува, така да... Сега е добро све. Сега сам како нов. Како ти проваѓа пензионерски денови? Како е агенда од сабаје до вечер? Од сабаје до вечер агенда, или ја ќе отиду до најмалу внуку, пошто она 7 години, на работу мајка и таткову, или ја ќе отиду сабаје или жена, пензионери. Што треба на телефон, љубе овој, сега, ајде, и мора да слушаш. Али и семејство е ступ на едно општество. Свако семејство практикува да се собере керке, зетовци, унуци и унуке и да има ручек барем една пат неделно. Тој традиција ми едноставно мора да го негуеме ако сакамо да градиме здраво семејство. Да. Па да ти кажу право, порано док не работесва, па и имасмо време и да се собереме. Сега керка ми работи и неделju некад. Друга керка ми исто у аптеку е и она знае да работи. Така да ми најдемо време кад и како. Не значи дека традиција е у неделju да ручамо сви. Важно, знаемо кад и како. Пустој, зашто не смо малку 10 човека, не може деца помали да свај, док бесва помали, тури ги на страну, сега сви се возат. Треба голема стала. Па не се како овдека на 2 стала, стои да седнемо и да чисто онако да се пореди. Али за тој па знаемо да отидемо у кафану, да се почастимо. Да се дружите. Па, фала Богу, има 10 роѓендана, 10 други наваѓачки да може да се собереме, така да стварно негуемо да се... Како и понасаш овие пензионерски денови? Слушам некој вие постари вика, леле останава пензија па га фати нервоза, депресија. Некој друг го прифати ненормално. Ја викам, пензионер, ово е било многу работа. Најискрено. Кој си има обавезу некој или си поработуе, а кој не работи ништо. Нормално дека ќе му е досадно.
Јас имам некои обавезе, поработуј си, Човек си работеа во Шамницеви. цел век сам работеа во Шамницеви, така да слободно кад имам, отиду си пензионер сам, 2-3 дена отиду по рибе, така да, Сакаш а како не? на тиквиш колијете Не, ми идемо на Вардар идемо. на Вардар. Да, на Вардар. Идемо претежно доле до Меркапију. Познат терен, Валандовски, Удово, така да. Еве ќе бијам со тебе ќе те прашам на крај една порука за млади генерација. Знаеме дека они сексу поголем дел од време с компјутери, лаптопови, тие како ги викава айфони, едно друго. А физичка култура некои сви деца куде некои е помалку заступена, а кажамо дека физичка култура ка гради дете да биде здрава личност. Па ја, по мој унуки и унука, гледам дека ово е стварно време за млади видна катастрофа. Со овие технологии од компјутери, од таблети, од телефони, тоа е за мене стварно у овој тренутак најпогубно за деца. Ми не сме знале, ја телефон сам не сам видеа, овој фиксни го видеа смо, не знам кој година, тој пред први тие, например, тој смо виделе телефон, а на кој какав телефон? Ово сега сви стануе со айфони, не е обичен телефон да стане. Стане од спање, ома телефони фаќаш. Ема бе, јас у школу што не ги носи. Поштено. И затоа викам, деца, како, ама пак зависи тој и од родител. Ако има време и сам родител, може да се занимава со дете да живи малце поздраво, да спортуе или да искочи у природа, не мора да спортуе. Али важно, ово е најголемо зло, мислам, на 21 век. Не, види, има и родители кои вика, дете вика, треба све да знае од компјутер, све да научи и полека го елиминира физичка активност, некои деца родители, што по мене е многу погрешно. Па да знаеш дека и стварно погрешно. Ама ај сак ти докажи на некој родител, знаеш што, ја веруju, досадно на жену, дете да е неверно ово, дај му телефон, дете си. Да се смири, Или она си врши работу, дали дете 2 сата или 3. Ја не зборуј за мој исто. Исто е и да... Ти викаш и по твои унуци и внуке, ајде надвор да идете топку да играте. Ја не роусуле зема на унуку, па оди, вози роусуле, кироли тие. Само да ги изведеш надвор да не е унутра, да. Али па телефон 2 сата, 3 најмал се во руки. Тоа е стварно катастрофа. Последно питање, еве Вој ти кажа дека ти е едно најдраго признание, тој го ставимо ми на стал, за оно што си даја придонес со Соколану. Ти кај ми викаш, изредова се марење како мало дете. Да. Да. Стварно. Знаеш што? Многу беше узбуден и Абе, знаеш што, па стварно е узбуден. Ја имам, кажи ги, уверење и диплома од крводарителство, и значка, сребрено злато. Али, знаеш што, ово е ипак од градоначалника, од људи што ме памти, ме знае, што ме памти, још ке ме памти и ке ме гледам. Да. Али важно, од едно признание за стварно некој си не кој знае како што има по 10 години што се спортувале или овој, али стварно за мој младост, за моје од 7 оделение па од 8 овој, што сум до стварање на фамилију, стварно сам. И сега овај благодарница ќе си стои у куќи, унуке, ќе го гледав, си вика, века дедо. Сви го имав на телефон. Да. И стварно меѓу најдраги, не меѓу најдраги, него стварно најдраги. Здравје Боже до године, по сви планови Соколана треба да биде готова со Кумановци цаком паком. Ти пак ќе додеш да видиш зграда направена, убава. И селфи ударање. Со фамилија, со унуки, свите, да. Фала Богу. Тоа е сигурно. Ќе би со овој прилику сакали ви некој да поздравиш посебно или? Па посебно поздравувам целу моју фамилија. И другари, свите, веројатно. Другари, пријатели, нормално, колеги од работу, највише моју најмалу унуку, Милица. Фала, нека живо и здраво и сви унуци и унуке.
Толку поздрав од прекрасен ресторан Куманово спа, Кумановска бања. Све најболje и пријатна вечер.